Скопје е домаќин и на меѓународен турнир во фудбал за дечиња кои што ќе бидат од 8 до 12 години. Имаме дел тука со нас. 7 година поред Скопје е домаќин со организаторите. Ќе разговараме во продолжение од мојата десна страна Наташа Ристевска. Добро утро. Добро утро. И до неа Рацо Цветановски. Добро утро. Добро утро. 7 година поред ќе дадеме предност на дамата. Веројатно веќе и си ги знаете сите текови во организацијата, но има ли новитети за годинава? Кого ќе угостиме се? Значи, нашиот турнир Кулкуп 2024 е 24-та сме, добро. Да, е седми поред. Ги угостуваме екипите од Република Македонија, значи акцент ставаме на нашите домашни екипи, ќе имаме екипи од Србија и Бугарија. Добро, 80 екипи? Точно така, 80 екипи, над 1000 учесници. Како ќе се справите со Сега сакав да прашам. овие палавковци? Па 7 години поред искуството ни го покажува дека можеме да се справиме со дечињата, сепак таленти се, забава, спорт. Добро, се справувате меѓутоа како рецептот, дајте го. Таен. Со по едно дома не можеме да се справиме, а не со 1000. Секој индивидуално да се изборува. Рацо, ќе ве вклучиме каде ќе се одржува турнирот 7, 8 и 9 септември? Турнирот се одржува на стадионот на Цементарница, каде што ние секојдневно ги одвиваме тренизите. Веднаш ќе прашам дали има место за сите мајки, татковци, баби, дедовци. Да, се е организирано. Они се веќе како што најавивте 7 година, не е прва година, веќе се знаат, се има и штандови. Буквално гледаме за сите возрасти да посветиме внимание. Ова се инсерти од минатите години, добро освен неверојатната дружба која што ќе имаат, меѓусебното запознавање, можноста да си ги измерат силите, така? Зошто е толку значаен, Наташа, овој турнир за децата? Пред се, како што кажавте, дружбата помеѓу дечињата, бидејќи учествуваат од повеќе локации, значи од нашата територија и надвор од територијата, а исто така и надпреварувачкиот дух излегува на терен, така да секој сака да победи, да покаже што тренираат и учат за време на тренириците. Рацо, што е круцијално на оваа возраст за овие деца? Како ги насочувате, како ги образувате, дали бидејќи пред се оние на кои што сме им ги довериле децата да ни ги чуваат, на тие 3 пати, 4, 5, 2 пати, еднаш неделно, не е битно колку тренинзи, што ги учите, што е најбитно на оваа возраст сега? Благодарам за прашањето, идеално да кажам, што често јас го во секојдневните разговори, бидејќи 24 часа сум поврзан со фудбалот, премногу брзаме, ги замолувам уште еднаш еве јавно родителите да не брза, да не ги оптеретуваме децата, и ние, и јас како родител, и тањерите, бидејќи најважно од се, јас цело време на тањерите наши, што секојдневно се на терен, објаснувам да пренесам децата да ги научиме ние на спортска култура. Да не звучам грубо, да не се лажеме дека секој дете што тањира ќе биде фудбалер. Процентот е многу мал. Ние да ги научиме, има голема разлика, поготово кога нека ми извинат индивидуалните спортови, и тие се многу значени, но колективните спортови многу значат поготово за оваа возраст. Огромна е разликата, се става во некој систем, се учат да почитуваат еден со друг, да почитуваат тањер. Веруете ми дека многу поголема почит имаат према тањерите него према родителите. Тоа пред се произлегува од рувото на родителите и она што ние како родители го наметнуваме, Јована? Под прашање кога сме кај родителите, а родителите имаат ли спортска култура? Гледате, може би јас ви рекол... Зошто не го забраните влезот за родителите на турнирите? Гледате, кај нас, значи, за разлика, верувате ми од другите турнири, кај нас се строго забране влезот на терен. И кај нас, ако имате прилика некојаш да дојдете со камерите, видите на вратите, дури не за време на турнирот, за време на сите тренинзи, строго забране влез за родители на терен. Родителите ако сакаат, а повеќето од нив сакаат да си најдат причина, ќе ја најдат и на трибините. Постои ли начин да се едуцираат родителите? Или е веќе доцна за нас повозрастни? Ние за жал, мислам, ние пробавме на некој начин, сега и тоа беше и дружба и забава, од минатата година организираме турнири за родители. И за големо изненадување наши имаше пријавено 10 екипи, значи во посебни, само родители, например, во 2015 учествуваа. Пример, има право да учествува на турнирот. Беа само татковци и само мајки. 10 екипи имаше од
од редот на татковците и 6 од мајки. Што беше? Епилогот, јас сум признавам дека мајките беа многу покултурни. Наташа, Мајката. Сега Мајката ќе Јас провери искрено прашања за и фудбал. дури Сега татковците се изгубија затоа што им цело време нагласуваме дека нема пекари, дека нема прво, второ, трето, дека ова е забавен карактер и од друга страна јас да видам кој колку знае фудбал да игра, затоа што обично испадна дека тие што највеќе зборуваат фудбалски се најмалку подковани. кога ќе се Што ви покажат? недостасува? Реалноста, да, Се да. обидувате да Мајките беа многу коректни и оваа година повторно ќе организираме турнир за нив. И да не поканите. И да не, да. Јована да И да не поканите, Страдат Наташа, камерите. ако зборувавме како треба да ги едуцираме родителите, како ги едуцирате најмладите, оти сега е најважно оваа возраст. Точно, со самите тренинзи, значи тренерите, освен спортските активности, ги едуцираат прво и на спортска култура, па потоа одат тренинзите за спортска активност. И сега ќе ги слушнеме. Стефан Стојановски, добро утро, како си? Зошто ти го избра фудбалот, Стефан? Повели микрофонот е твој? Фудбал е многу убав спорт и многу сакам да играм зашто има многу трчање и многу е поубаво кога ќе си истрчаш него да седиш цело време дома. Па сега не му кажувај кој ти е умилен играч. Меси. Гледаш дека не му е Роналдо. Добро. Стефан, зошто го избра токму фудбалот? Велиш сакам да се истрчам, да не седам, сакам да се истрчам, цела негативна енергија да излезе од мене и да се наполнам меѓу другото и со здравје, со позитивна енергија, да се дружам со другарчиња, ама имаш и други такви спортови. Зошто баш фудбал? Па пред зграда, во мало играме цело време фудбал. И јас бев сум тренирал и тенис и фудбал и на пливање бев и фудбал највише ми се свигаше и останав на фудбал и продолжив да тренирам и уште тренирам. И големи успеси да постигнуваш. Благодарам. Ајде да го слушнеме Јаков. Јаков исто така Стојановски. Повели Јаков, добро утро. Добро утро. Како си? Дали си добар? Да. Да. Да те прашам исто зошто го избра фудбалот? Па сакам исто така да трчам, многу сакам ја да шутирам и убаво ми е така секогаш. И убаво ти е? Да. Добро, исто и ти така надвор играте фудбал со другарчиња? цело време. Да, цело време играте. И како постигнуваш после часовите играте и за време на викенд? Да, после часовите на голем одмор, така. И двајцата имате по 9 години, така? Да. Да, возбуден си сега пред надпреварувањето на турнирот? Да. И што мислиш, ќе победите годинава? Па да. Да, ќе Ај, победите. толку му да го прашаш. Добро. Да видиме дали ќе биде 2-0 или 1-1. Сега, чека без подпрашање. Кој ти е тебе умилен играч? Роналдо. Да, си жив и здрав. Знаев, готово. Добро, ви благодариме што ни бевте гости. Многу ни беше драго, ни представуваше особена чест и да ги поздравите сите во тимот и да победите годинава. Они сме веќе кај успехот ако сме да нагласиме дека они се второ место на државно ниво во Македонија оваа година. Браво. Браво. Нема браво, среќа нижеш да бидат успех. прваци шампиони. До година ќе бидат. Здравје. До До година година ќе ќе бидат. бидат. Ќе се обидам вака да се повлечам за да ве видам и вас. Се надеваме дека со такви успеси ќе се гордеете и ова е убава простор и можност да дојдете повторно и да ги презентираме. Дотогаш со лесно организацијата и спроведување 7, 8 и 9 можеме уште еднаш да ги поканиме сите. Точно Да, така. и часови да не одржите за како се справувате со 1000 деца. Ги покануваме, значи, сите љубители на спортот, 7, 8, 9 септември на теренот Цементарница да присуствуваат и да ги проследат спортските надпревари.